Të dashur miq, po fillojmë edhe një epizod të emisionit podcast Rishtazi. Sigurisht e sqaruam pse e kemi quajtur Rishtazi, sepse do të rikthehemi, do të diskutojmë tema dhe çështje që mendojmë që kanë rëndësi, sepse siç edhe është zakon në jetën e përditshme, nëse nuk i kujdesemi për gjërat që kanë vlerë, atëherë ata ose humbasin ose nuk e marrin peshën e duhur. Dhe kam kënaqësinë që në këtë podcast të kem një personazh të jashtëzakonshëm, një kompozitor, por jo vetëm aq. Në një kohë kur në Maqedoninë tonë të Veriut por i shfaqen disi tensionet ndëretnike, ky personazh, ky artist, Zlatko Origjanski, ndikon shumë në njohjen e ndërsjell mes shqiptarëve dhe maqedonasve, por sidomos në prezantimin e shqiptarëve tek publiku maqedonas me një dimenzion tjetër. Kështu që do të fillojmë menjëherë me bisedën. Zlatko Origjanski, mnogo sam počesten što si del od ovoj moj projekt na Koha i благодарам što si del od ova emisija, od ovoj podcast. Јас пред малце кажав дека ова е нов проект заедно со Весникот Коха, со дигиталната платформа на Весникот Коха, каналот во YouTube, газета Коха, каде што ќе се емитуваат сите овие емисии и подкасти. Но исто така кажа Владко дека во моментот кога се снима и ја правиме оваа емисија, Македонија, нашата Македонија е под момент на избори, но и некако се појавуваат некои тензии поради изборите, поради реториката, а ти си еден од личностите кои придонесува многу меѓуетничките односи да не бидат затегнати. Но не само тоа, мислам дека правиш со твоите објави во Facebook или на начинот како ги представуваш, дури и запознавање на некои работи што можеби еве не сме ги знаеле за едни за други, или поготово повеќето македонци не ги знаеле за албанците. Дали е ова точно што го кажувам? Благодарам на сите комплименти кои што ми ги дадовте. Па искрено да кажам, немам јас некој јасен увид тоа колку до каде стасува. Не сум ги правил работите со некоја конкретна намера. Туку така, тој е некој мој поглед на свет. Тоа може би е најискрено и најдобро. Мојата намера, ако веќе имало некаква намера, беше да се запознаат луѓето. Кога се преселив тамо во Тирана 2021 година, немав представа што тамо ме чека, ниту па некого познавав. Вака беше некое дождливо време, врнеше дождливо. И живеев во хотел првиот месец. Немав стан, немав најдено простор за центарот. За да ја продолжам оваа приказна, морам да ви раскажам што се случуваше всушност пред тоа. Како Албанија стана некоја моја, ајде да не ја наречам обсесија, повеќе ќе ја наречам моја љубов. Еве тука само ќе кажам, зошто повеќето луѓе, најверојатно албанци, се радосни, ако можам тој збор да го кажам, или среќни, кога вие ги опишувате некои феномени или културата или начин на живот, бидејќи тука ако јас ги кажувам, луѓето ќе речат, па добро, сега ти си албанец и ги фалиш повеќе од што треба. А другава страна па вели, ти претераш. Да, сега, сепак, ти си емблематичен композитор во Македонија, дел од групата Анастазија, исто така емблематичен поради музиката на филмот Пред дождот, си патувал секаде во светот, награди си добивал, значи не е ни толку случајно ова кога ти ги кажуваш овие работи. Затоа и ги подвлекувам. И еве тогаш започнеме со тоа што можеби сам кажа. Колку ги знаеше албанците и Албанија пред 2021?
Па морам да бидам искрен дека музиката, да речем едно 20% од албанската музика ја познавав, меѓутоа кој е менталитетот од луѓето, кој е тој народ, не го познавав. Иако сме овде заедно, иако имам безброј пријатели албанци со кои што комуницирам и преку работата, и по театар, и секаде, меѓутоа не го познавав оној обичен човек. Кој е тој народ? Зашто е тој таков? Како се развивал низ околностите? Која е неговата историја? Ова се прашања на кои што, за жал, македонската држава не отворила простор да тоа се дознае на еден нормален, природен начин. Не е работата колку долго знаме имаме, туку има нешто друго внатре, една суштина која што треба се открие. Многу нови имиња открив, многу нови музики открив, многу, па дури и начин на исхрана, се вака да бидам малце банален. Како започна целото тоа? Аделина Марку е најмногу виновна, таа е една прекрасна жена, една наша дипломатка која што во моментов е во Виена. И таа многу често ми зборуваше за Албанија, за албанските луѓе и така натака. Ние се знаеме со Аделина можеби повеќе од 30 години. И мислев дека е повеќе некој романтичарски нејзин поглед на целата таа работа, отколку што е тоа вистина. И јас ќе бидам искрен во овој момент со тебе, Златко, и можеби затоа ми е драго што си дел од оваа емисија подкаст, бидејќи си отворен и отворено зборуваш. Често ни се случува кога објаснуваме културолошки феномени, историја, или кога објаснуваме начин на живот, или но без романтика, со целата вистина, добра и лоша, другата страна, ако можам така да кажам, го има ова, можеби не го одбива, но го има ова двоумање, чекај сега, дали они го објаснуваат некако со розеви очеви или стварно е така, да. И ние се соочуваме со ова, но можеби сме го и на некој начин прифатиле со тек на време и сега се појавуваш ти и малце ми вика, супер, еве има некој што го кажува ова, тоа што на некој начин ние сме го кажале, а не сме успееле, можеби и ние, да го докажеме до крај од другата страна, не знам. И да продолжам со ова што го зборувавме. Аделина еден ден ми се јави и рече, дојди, сакам да те запознавам со еден човек, тој се вика Миџени Келменди од Приштина. Работи нешто, некој концерт со групата Џурмет и со Албанската филхармонија. Па сака да те заангажира за некоја работа. И дојдов јас, се сретнавме со Аделина и со Миџени. Меѓини вака на прво веднаш ми се допадна како лик. И тој ми рече, ја често кога доаѓам во Скопје, пуштам радио и слушам една песна која многу ми се допаѓа. Која е таа? Па вика, не можам да се сетам, некој женско име беше. И почна да ја пее као мелодија. И ја исто со него почнам да ја пеам. Викам, и добра е оваа мелодија. Знаеш? И он вика, од кого е таа мелодија? Викам, немам појам. И седиме вака една минута, две, и ја во моментот се сетив, викам, Миџо, извини, тоа е една моја песна, галена се вика. Па како не издаеш своите песни? Викам, морам брзо да ги заборавам за да можам да правам нови. Така тргна целото. Тој ми даде една традиционална албанска песна, Курперендон Дјели, која што мене на прва вака многу ми се допадна и сакаше од неја да направам некаква си модерна верзија. Почнав ја да работам на тоа, му ја праќам. Миџо вика, ова врска нема, не ми се свиѓа. Аха. Добро. И некако се раздвоивме тука. Јас продолжив да ја работам песната. Последен месец го прашав до кај си со... И тој ми рече, па види чудо сега, све имам, само таа песна, ја немам, никој не може да ми ја направи.
Ја велам, имам нова верзија да ти ја пратам, тој вели да, му ја пратив и тој беше воодушевен од тоа. И тогаш, на 2 дена пред Нова година, ова беше 2015 година, за прв пат тргнав за Албанија. Имаше еден мој пријател кој што требаше да ме носи со кола, па му се расипа колата и така натака, и јас се качив на автобус и патував 10 часа. Кога прв пат влегов во земјата, значи само што го поминав во Ќавтани, ова морам да го кажам. Слободно, бидејќи мислам дека е интересна, приказна и форматот на ова што го правиме дозволува Ќавтани, ја на пример не знев што значи зборот. И стално сум прашала што значи тоа ќафасан. Да. Превод на македонски ништо не значи. Да кажам за нашиве гледачи. А има значење. Има значење, подоцна дознав, нели, тани дека се дренки. Да. И суви. Да, и така натака. И кога влегов во земјата ама само што влегов, као да ми се отвори еден некој свет кој што ја као да сум го барал, као да сум го сонувал, не знам како да го објаснам. Има работи кои што просто не може човек да ги објасни вака со зборови. И стаса во Тирана, првиот човек на кој што налета во Тирана, се уште на плоштадот имаше возеа автомобили, не е како денеска. Да. Ми приоѓа некоја жена и ме прашува, вели, италијанец? Викам, не. Американец, не. И дали ви треба љубов вечерва, таа ми рече. Викам, не, господјо, дојден сум по една друга работа. Пошто ми Джени ме покани на концерт да видам гостин, да. И како што се разделувавме со жената, не знам од кај викам, господјо, вратете се назад, та се врати. Ја носев едно 3-4 шишиња македонско вино. И реков, па задутре Нова година би сакал да ви подарам нешто. И та дојде ме прегрна и ми рече, добре дојде во Албанија. Се овој детал може би за некого не важен. За мене беше нешто многу значајно во тој момент. Вечерта беше концертот, ја бев единствен човек од Македонија. Жени ме... И јас бев на тој концерт. И имаше еден детал, ова исто морам да го кажам, пошто ми се чини значајно. Заврши концертот, бев многу убаво пречекан, најубаво што може да биде. И вечерта бевме, ако се сеќаваш, во блоку. Така, во една кафана која што подоцна, мислам, од кога ќе стасам тамо, сватив кај си бил? Кај бев, да, вечерта бев 10 часа патував до Албанија со автобусот. И се сеќам дека стоевме вака јас, ти, Аделина, и не знам уште кој беше, не ми текнува, Лулзи ми се чини овој поет. Да, и Лули, да. И некој човек од подалеку ми сигнализираше, дојди вамо, дојди кај мене. И сега што значи кога човек има предрасуди и кога е отворен? Ја мислев нешто не знам, дали дека пушев ли, појма немам, мислев дека нешто ќе ме опомене. И тој ми рече, ти си оној композиторот од Македонија? Ја реков, да. Као со чувство на вина. И вели, па сега те гледав на телевизија, многу ми се допадна тоа што го кажа. Јас сум газдата на локалот и би сакал да те почастам едно пиење. И така тргна тоа. И сега знаеш што е интересно од целото ова? Интересно е што јас 10 години поред, речи си секој утре кога ќе се разбудев, вака ќе пушам у кујна на аспиратор и ќе разговараме и велам, не мора да се преселиме во Албанија. Постојано тоа го зборував. И многу мои пријатели ми вика, па ти си луд, кај ќе идеш таму Албанија, ќе те убијат албанците, ќе те не знам што. Спомна еден збор предрасуди. Кои беа твоите предрасуди тогаш пред да одиш и кои се може би уште предрасудите кои постојат и за Албанија и за албанците според тебе? Видите, јас сум човек кој што така животот ми дал да посетам многу места, многу земји, да се сретнам со разни луѓе, од јапонци до енглези, до не знам кои. Да. И никаде не одам со некоја мисла, сега леле ќе ми се случи нешто лошо. Напротив. Да подам отворено. Има некој
ајде, не сум нешто длабоко религиозен, ама секогаш верувам дека има некој Бог кој што ете со рака мене сенка ми прави да никогаш никаде не ми се случило ништо лошо. Така и појдов во Албанија тогаш првиот пат. Сега подоцна нели нашата влада ме постави за директор на Македонскиот културен центар во Тирана. Кога дојдов таму, така и го започнавме всушност разговорот. Ова беше 5 јануари 2021. Да. Таму немаше ништо. Ништо од Македонија и таа работа. Значи започнав од тотална нула. Никого не познав. Живеам во хотел, врне дожд, Медитеранија многу често врне дожд. Тирана немаше заврнато 32 години снег. Ам некако уште првиот ден кога дојдов, реков, ова е мој град. И почнав пешки да истражувам, да барам. Првиот човек што го запозна во Тирана беше исто на еден многу невообичаен начин, еден сликар, Керпачи се вика. Лутајки по градот за да научам кај се улициве, што има, кај има, зашто има. Јазикот не го познав воопшто. Нешто, не знам, добар ден. Сега веќе не е така. И влегов во една галерија и гледам некоја слика од град, нешто слично као Берат, така на еден. Велам, чија е сликава? И продавачката ми вели, па тоа е од еден тирански сликар, се вика Керпачи. Колку пари е? А она не се продава, вели, тука е донесена само да се урами. А каде е неговото ателје? И там ми рече долу покрај реката. И ја отидов да го најдам. Да. И неколку пати одев никако да го најдам тоа ателје. Една вечер некаде бев на некој од тие дипломатски приеми и се враќав пешки и го најдов. Сосем случајно го видов. И другиот ден појдов таму. Имав намера да направам, и се уште имам намера да направам еден документарен филм, пошто има милијадници видеа. И доаѓам тамо кај ателјето и снимам. Изливува Керпачи, ако најблиско вака како да ви го опишам, као да го гледаш Јордан Плевнеш двојник. Со една разбушаена коса, еден симпатичен човек. Вели, шо правиш тука? Вика, дојде да купиш или да снимаш? Викам, па да купам. Добро, ајде влези. Кој си ти? Ја му се представих, така натака. Чај ќе ти дам една ракија албанска со цимет. И разговаравме едно половина сат и на крајот, као ќе си одам, прашуваме да слика, оваа слика колку пари е? И тој ми рече, не, ти мене ми се допадна вака на прва, не треба ништо да платиш и ми ја подари сликата. Тој беше првиот тиранчанец што во мојот живот што го запознав. И подоцна барав простор каде да го направиме центаров. Едни чудни, ја секојаш верувам дека ако позитивно влегуваш во нештата, дека ќе се случат позитивни работи. Човекот што ми го издаде станот, прво најдов стан, по некоја чиста случајност, јас шетам таму и гледам едно место, викам, и овде колку би било добро да се направи. Наоѓам телефон, без да приметам дека всушност е истиот телефон од газдава кој што ми го издаде станот. И го побарав, па тој рече, па јас ти го издадов станот. Викам, да, па да. Велам, сакам да го земам и просторот тој долу. И практично имав, центарот беше долу, а станот во кој што живеев беше 3 ката над центарот. И тоа сега го дава голема практичност. Тоа даваше една, како да речем, имаше разни ситуации таму кај што ми... Ова е на некој начин откривањето. Пак ќе те вратам во моментот кај предрасудите во која смисла, бидејќи кога постираш работи на Facebook, секогаш тоа на некој начин и се обраќаш на публика, најверојатно повеќе македонска, која им кажуваш не, без разлика што ова не е директно кажано, им кажуваш ова не е така како што вие мислите. Тука има музика, тука има живот, тука има ракија, тука има отвореност. Значи, до целото тоа
има мали етапи низ кои што ја поминав, кои што морам да признам дека не беа по пат на намера, туку просто они беа за мене. Така ми беше дадено. И секое општество, вклучително и албанското во Албанија, како и овде кај нас, има некои слоеви од луѓе, нели? Ке почнеш, не знам, од најбанална работа, ке ти се расипе чешмата, кого да барам од Тирана? Никого не познавам. Па на крајот стасав да станеме пријатели со министерот за внатрешни работи, тогашен Бледар Чучи. Сега да ви кажам, сите тие слоеви се отвараа еден по еден. Одеднаш се појави Фатос Черимај, кој е еден брилијантен албански композитор, тотално непознат за мене, тотално непознат за луѓе во овде. И ние станавме толку големи пријатели, за да ви ги објаснам овие слоеви, ќе ви кажам една случка, а затоа го спомнав Фатос. Еден ден Фатос ми вели, ајде ќе те носам во едно место од каде што потекнува мојот татко. Добро. Фатос збори малку англиски, јас зборувам малку албански. И мнозина во Тирана се чудеа, како се разбирате која? Па се разбираме на некој начин, знаеш. И тргнавме ние со Пермете далеку од Тирана, можеби неколку сати. Да. 3-4 часа. Така. Открив едни нови предели, значи Албанија не е само морето, таа има една друга внатре, една друга убавина, друга боја. И отидовме таму во Пермет. Фатос приметив дека малку се стега од мене како ја ќе изреагирам сега на овие луѓе кои што не се тиранчани, овие се луѓе од провинцијата на Албанија, кој од селата дојден и така натака. И му реков, немој да се грижиш ништо, јас немам проблеми со тоа, моите родители се од село дојдени во Скопје, така да немам комплекси од тој тип. И бевме кај еден свирач, кој што општината му даваше некоја награда затоа што се уште свири на начин како што се свири на југот. Кларинет, така? Да, кларинет. И бевме таму во општината и вечерта тој човек се викаше Јосиф Митре. За македонците исто непознато дека албанците имаат разноразни имиња од разноразни страни, и италијански, и по-албански, и по-религиозни, по православни, по муслимански, да, и католички, и секакви, да. Они се ослободени некако од тие. И вечерта бевме, тој правеше некоја као вечера, некоја забава, не знам. Свиреа. И као што свира, ја не добро расположен. И во еден момент им велам на свирачите, стоп! И стана тишина, знаеш. И имаше вака маси во Г. И сега, пошто ја единствен таму непознат, не знам, кој е овој сега, некој од Македонија дошол. И сите се завртеа на кај мене, као на филм. И ја викам, Наполеони! Наполеони е едно познато албанско оро, кој што луѓе во Македонија, македонците не го знаат. Едно генијално оро. И они почнаа да го свират, тоа станав, ја им оставив пари. И уште еднаш кажав стоп и реков Черлуле перлуле. Добро го кажав? Горе-долу. Да. Значи, плаче цвеќето по своите цветови. Да. Чан лулја перлуле. Ето. И тоа е една песна од Муслим Лела, гениален албански боен, кај што има еден стих, стално го прашува Фатос, а зашо ми се свиѓа оваа песна, а не ги знам стиховите, не ги разбирам. И тој вели, таму има една тајна реченица. Која е таа? И тој вели, премногу сум стар, немам веќе време да се влюбам. Та песна е као за тебе. Меѓутоа, како се заврши сето ова? Кога заврши целата таа забава, верувајте, дошто беше човек таму, доаѓаше да ми каже Мачедон, респект. Беа многу изненадени од кај се овој ја знае нашава музика. Ја не знаев до тој момент дека Муслим Лела е потекло од Пермет. Пермет, да.
Ова зошто го кажав? Ова го кажав заради отварање на тие слоеви. Значи, ти ова немаш да го видиш во центарот на Тирана. Секако. Така? И таму ми се случи уште една вака многу, уште две случки кои што ми го отворија на некој начин албанскиот човек. Јосиф Митра не покани дома. И појдовме со Фатос, некоја мала убава куќичка која што гледа планините кон Грција. Или Пермете, не така на југот на Албанија, да. И кога влеговме внатре, отвора тој врата, некоја машина за перење, ходник, и стои слика од една жена. Добро. Влеговме во дневната, таму се слики од неговите деца. И ја, кој што ме дал Господ љубопитан, прашам, велам, извини, а која е жената таа што не пречека на... И тој рече, убаво ме праша, тоа е мојата жена која што секој ден ме пречекува, а инаку почина од канцер. И за тој раскажа тука една приказна, за да ја спаси својата жена, ја однел во Атина, на лекар. Починала таа таму и вели немаше како да ја вратам. Немаше возило за да ја вратам. И што направи? Вели го ставивме сандакот на кола и јас ја вратив дома. Тоа нешто да го гледаш на филм, ќе мислиш дека е дури е филмски, да, баш измишлјотина, да. Кога си одевме од Пермет, се расплака човекот, толку некако, пошто зборувавме и за музика и за разни ствари, и на излегување од Пермет, на некој чуден начин ни се расипа колата. Само кажувам едни, можеби за некого ќе изгледат банални приказни, меѓутоа мене многу значени за да се отвори тој мој однос со албанците. Ни се расипа колата и доаѓаме во некое мало место тука, преполно со коли. Излегува некој дечко, Фатос е, меѓу другото, покрај тоа што е композитор и професор на Музичката академија во Тирана. И тој дечко почна да вика, професоре, дојдовте овде во Пермет. Што е проблемот? И Фатос вели, па нешто вода ми тече, не можеме да... Ги сопре сите луѓе, и оно што ми остави впечаток, ниту еден коментар негативен немаше. Шо бе ти се, а кои се овие, зашто, како? Сите се потргнаа на страна, Фатос ја намести колата, чекавме да донесат некој дел од некој соседно место и така надале. И додека седевме таму во некој кафанче, па дојде некој затвореник кој што бил у затвор во Македонија и така надале. Значи, ако човек не ги кој термин да употребам, ако не влезе во тој свет, и само прашање дали сакаш да влезеш. Ја можев целата таа работа да ја работам онака студено, дипломатски, да седам затворен во канцеларија. Апсолутно, многу е битно и личноста, но сепак, ќе кажам од денешна перспектива, вие живеете во Тирана, или сте живееле во Тирана, решивте да живеете. Така. Еве, што ви викаа денеска луѓето за оваа одлука? Јас ќе ви кажам една реченица, за да на некој начин нешто вака заокружам. Ако Куба беше многу значајна за Хемингвеј, или така како што Куба беше значајна за Хемингвеј, така како што островот Хидра беше значајен за Леонард Коен, на истиот тој начин е значајна Албанија и Тирана за мене. За мнозина тоа чудно, необјасниво. Што знаете како, ако јас се објаснувам тука за мојот престој во Лондон, тоа би било окей, нормално. Да. Меѓутоа, ако објаснувам за Албанија, тоа веќе... Еве, на почетокот рековте дека се уште луѓето ти велат зошто живееш таму или зошто си реши да живееш таму, нели, може би нешто лошо ќе ти се случи.
кој е тој момент? Да, не, кој е вашиот коментар денеска, бидејќи ви објаснивте нели како сте ја откриле Албанија, албанците, но сепак на луѓето ќе речат многу романтичен си, Златко, сега нели претеруваш или не е така? Кои се реакциите денеска, вака кога ќе речеш еве јас живеам во Албанија, еден македонец со решил да оди во ова држава? Па интересно, ја ќе морам да една мала забелешка да ви... Не само што дел од македонците така ми викаат. И албанците си. И албанците, да. Дел од албанците исто имаат еден чуден став кон таа земја, затоа што таа земја факт е различна од Македонија. Во многу што. И по менталитет, и по... Дури јас сум уверен дека тоа, може би ќе звуча малце смешно, ама уверен сум дека тоа морето нешто прави врз психата на луѓето. Они се толку еден лабав народ, така, нема никаде брзање, нема, ништо не е напорно, ништо никој не те дави, не те гњави. И кога ова го зборувам во Македонија, на крајот кажувам примери и на мнозина не им се допаѓаат, меѓутоа уш еден факт ми е мене многу интересен, а тоа е грешка на нашава држава. Голем дел од младиве албанци приметувам дека ниту тие не ја познаваат таа албанската музика и тој живот таму. И за нив е исто едно отварање нов свет и ми се многу благодарни заради тоа. Сега да не ги гледаме работите во една боја. Има многу македонци кои што само и само заради моите пишувања отишле да ја видат Тирана. И сите се враќаат со големи впечатоци. Сега, зошто ја тоа така го работев? Морам да објаснам, затоа што имаше одредени луѓе кои што ја критикуваа мојата работа таму. Независно што безброј македонски уметници донесот да се представат во Тирана. Како да ви речам? Мислам дека прва вина за тоа имаат нашиве медиуми. Објавуваа сосема малку за сета работа што ја работа. Например, не знам. За прв пат во Тирана го донесов Битолскиот театар, каде што познатиот и за мене гениален режисер Чендрим Ријани имаше работа на представа од Брехт. И инсистираше со таа представа да се представи во Тирана. Представата беше на македонски јазик, имаше превод, се разбира. Никогаш пред тоа се нема случајна македонска представа да игра во Тирана на македонски јазик. Беше преполно, значи имаше 700-800 луѓе. Заврши со невидени овации. Подоцна го донесов албанскиот театар од Скопје со представата Диво Месо. Меѓутоа објавуваа 7, 8, 9, 10 портали и ништо повеќе од тоа. Зашто? Може би почнувајќи од твојот пример, но гледајќи и во реалноста тука кај нас, често дали мислиш дека има одбивност кон тоа што се случува во Албанија? Види, ова се или не одбивност, можеби во лоша смисла, но ниту ни еден куриозитет, ниту ни еден начин да кажеме, еве, чекај да видиме што музика слушаат овие. Па гледайте како почнува, кога има вести од Албанија, да кажеме. За било која работа. Секојаш ставаат една слика од 65-та година, што е малце абсурдно. Тирана е сериозен град, мислам. И зошто е тоа така? Сега дел од успешноста на мојата работа таму се разбира дека зависеше и од тогашната македонска политика во однос на Албанија. Мислам, ние можеме тоа да го скокнеме и да кажеме, ова е култура, ова е... Не, тие две работи се поврзани и беа поврзани, се разбира. Значи, во тој период од 2021 година, дока е некаде крајот на 2023,
односите меѓу нашите две држави беа брилијантни. Значи, албанците имаат толку една желба и отвореност да ние како земји се доближиме една со друга. И македонската страна ја имаше таа желба. Верувате, секој трет ден имаше наши политичари што гостуваа во Тирана и што има разноразни состаноци и идеи како да се отворат работите и обратно. Одеднаш тоа се смени. Сега веќе не е така. Мислам дека го приметувате и за не знам политиката. Да, слободно, но овој момент на откривање кој ти го представуваш, понекогаш и се критикува од одредени луѓе. Да, него да одговори впреска, тоа ми одлетна мислата. Те критикуваат, а повторно ова критика доаѓа од нивното незнаење. Па еве, значи, мојата намера беше ќе носам јас артисти од Македонија во Албанија, а истовремено ќе ви покажувам преку слики, преку видеа, преку текстови, да видите како е во Албанија. Значи, да биде двосмерно тоа. Затоа што нашава дипломатија во принцип е многу старомодна. Дипломатијата е старомоден занает во принцип. Да. Меѓутоа таму па видов едни дипломати кои што, например, се замислија оваа слика. Таму се појавува дипломатка од Шведска, амбасадорката на Шведска, и имаше ставено албанското знаме овака. Негде во некое место била, како јаше бев во Пермет, она била у Кукс, ми се чини, не знам точно кој беше, да. Па тој имаше таков одглас, да јас тоа го направив. Па мислам дека овдека ќе беше тоа скандал над скандалите. Значи, нешто да се променети. Нашите луѓе не можат тоа да го видат. Не зборам само во односот кон Албанија, туку воопшто. Значи, живееме еден нов век. И ако ние не фатиме приклучок со тоа, ние веќе сме назад, сериозно, ќе имаме сериозни проблеми внатре. Значи, албанците ми се чини дека се единствената движечка сила која што може тоа да го скокне и да не однесе таму кај што треба. Затоа што мислам дека во моментов македонци се потрошени во тој правец. Они старомодно ги гледаат нештата со некој југословенски вкус, кој што е завршен. И просто као да не сакаат да се ослободат од тој свет, а немаат сила да отворат нов. Мислам дека албанците, затоа што предходно излегуваа од Македонија, видоа како светот функционира, работеа по Италија, по Германија, по каде све не. Мислам дека они треба да ја преземат таа работа на некој начин. Сега, и за ова знам дека ќе бидам критикуван и не знам што, и тоа ја ги гледам работите. Да. Еве, преку музика можеме да ги погледнеме. И тоа ќе те прашам. Дали мислиш дека во Македонија има премногу југо носталгија? Па може би тоа влече назад, наместо да се види напред. Апсолутно е тоа така. Сега тука не можеме политикава да ја гледаме без она што се бизнис, пари и така натака. Некако навикнати се одредени слоеви на луѓе, они тргуваат со одредена земја, со Србија, така? И ти кој ќе влезеш у маркет у Веро, 90% од производите се од Србија. И често пати сум прашувал и нашиве политичари сум ги прашувал. Како е можно да немате ниту еден производ од Албанија? Има некој маслиново масло, и тоа кој знае какво. Да, минимално, да. И ништо друго нема. Ајде сега последно почнаа зеленчук нешто ово. Значи, дали е тоа случајно? Па не е случајно. Знаеш, на крајот и во политиката важно кој ги има и кој ги контролира парите, така? Мислам, мага да го банализирам до крај, ама тоа е... Океј, дали мислиш дека овој момент ќе се смени некако? Мислам дека и двата народа, бидејќи целта е, ако ја гледаме
ако ги гледаме работите, ако ги гледаме ситуацијата или визијата, да кажам поточно, би требало да е иста, нели, негде да се оди во Европа и сето тоа. Може ли да има таков момент, еве? Може ли дека ќе има повеќе луѓе као тебе кои ќе кажат, чекај, за многу работи сме слични, нема многу разлика, или може би сме различни, ама разликата не е лоша, да го напротив? Мислам дека имавме историска шанса, Македонија имаше, да се префрли на таа страна. И мислам дека не ја искористи. Дал ќе иде до крај во тоа, она може да иде до крај, ама тоа ќе кошта многу. Стасавме до една точка таму во Тирана, значи луѓето многу им се допадна мојата работа и мојот пристап. Зборувам за тиранчани бе. На крајот јас побарав дали може да наместам една скулптура да подарам на градот. Сакав да оставиме некој знак дека тогаш и тогаш се случуваше тоа и тоа. Верујте, за неколку дена добив согласност и тоа добив согласност да наместиме скулптура пред театарот Турбина. Вие знаете дека Турбина е еден од позначајните тирански театри. Значи, пред театарот да ја наместиме, да ставиме плочка, да пишува, така и така и така. До ден денес не е наместена, иако барав комбиња, па граници, па што све не поминав, за да скулптурата е тешка повеќе од пола тон. И ја донесов. И ја ставивме пред центарот, требаше само уште еден документ од општината да земеме и да се намести. Во меѓувреме, нели, сегашната влада рече да го напуштам центарот. Од тогаш има поминато година и пол, може би и повеќе. Скулптурата не е наместена. И сега ние за сите нешта мислиме дека се така случајни, дека они така идат без веза. А јас не мислам така. Мислам дека некому многу му пречеше мојата работа таму во Тирана и моето отварање на овој начин за кој што зборуваме, и дека на сите можни начини се обидуваат тоа некако да го изместат. Сакаш да кажеш дека на некои структури им се добаѓа повеќе да биде ова затварање, непознавање. Така, апсолутно. Бидејќи со тоа се хранат, или па така има простор за... мислиш дека е сепак некаква случајност? Па се види, до што стаса Македонија денеска? Стаса до точка каде што всушност религиската и партиската припадност на некој начин ја одредува етничката припадност, што е апсурд. Обратен процес. Значи, они како ми викат се, ако ја не сум од оваа страна, или ако не се изјаснувам што сум по религија, они кажат, а ти не си македонец. Тоа врска нема едно со друго. Ја можам да сум македонец и ако сакам можам да сум будист. Така? Или не морам да сум ништо. Така да, мислам дека, да, одредени структури кои што прават големи пари од оваа состојба во која што се наоѓа Македонија, они сакаат тоа така да стои. Сега, дали ја верувам дека нешто ќе се промени или нема да се промени, сега да не ме разберете погрешно, јас после мојата работа таму, како таа заврши на еден, како бре, каубојски начин, непримерен. Добро. Јас сум се зарекол дека никогаш повеќе ништо нема да работам за земјава и дека никогаш повеќе ниту едно единствено интервју, ниту сакам, ниту барам, ниту што има врска со... Значи, овде сум кај вас, не сум дал интервју 12 години, може над 10 години. Да. Ова ќе го спомнев на крај. Зборувам за вакво телевизија. Ќе го спомнем на крај, затоа ми е чест. Сепак покажува одредена доблест од ваша страна, така да не може да не се спомне. Еве, извини, ќе те прекинам. Но, и ти се заблагодарувам за ова, бидејќи стварно е ексклузивно, бидејќи не си дал, нели, според тоа што го кажував, вакво интервју повеќе од 10 години, скоро 12 години. Да, никој не ме ни повикал. Ниту за мојава работа некој...
имаше неколку коментари дека ја таму ништо не сум правил и така натаму. Еве, бидејќи доаѓаме до крајот на овој разговор, но сепак уште неколку прашања ќе ви поставам. Дали ве навредува тоа кога ви викаат ти си албанолюбец? За прво тој термин е па барем сум љубец, не сум мрзец. Знаеш? Јас ќе ви кажам една моја вака интимна работа, денови ве пишувам, си го пишувам својот тестамент. Веќе сум во едни други години, сакам на моите деца да им оставам една чиста ситуација. И денови бев кај мојот адвокат, сум им кажал на моите деца дека кога ќе починам, сакам да бидам закопан во Тирана. Не сакам да бидам закопан овде. Има големи причини, имам и лични и секакви, и семејни и така натака. И па моите деца се смеат, викаат, кој ќе те носи сега до таму и така натака. Меѓутоа ја ви кажувам како јас сум ја доживеал земјата и зашто тоа сум го одбрал. Тоа не е затоа што некој па имаше коментари, не бе тоа албанската влада те плаќа, не знам, ојде. Нема врска. Мнозина се интересира, чекај сега како живееш, од што живееш. Па сум имал и наследство некои семејни и така натака, имам од што да живеам до крај на живот, таман и ништо да не работам. Така да не, ниту албанската влада ме плаќа, ниту... Морам да ви кажам дека неколку пати се случи, додека ја работев таа работа. А таму го однесов од Владко Стефановски до не знам кој. Владко никогаш немаше свирено во Албанија. Да неколку пати добиам пораки од Фатос, албанскиот амбасадор во Македонија, долгогодишен, сега веќе не е тука, со изрази на благодарности на воскит за работата што ја работев таму. Значи, единствено што единствена средина која што гледаше на тоа сумнително беше македонска. Дали тоа може да се исправи? Многу тешко. Но сега кога си тука, бидејќи ти сега живееш во Тирана, да. Кога си тука и кога ги објаснуваш овие работи, те разбираат ли повеќе? Или сепак те сметаат ова ексцентрик сега, уметник, па нешто таму? Па разни пораки добивам, кај што па има и луѓе што викаат одлично што избега од тука. Меѓутоа не го пишуваат јавно, веројатно се плашат да го... И морам да кажам уште една личност која што беше многу значајна за таа работа, таа се вика Едит Пула. Тоа е една прекрасна жена од Тирана, која што работеше во градот, кај Ерион Велијај у тоа време. Таа исто многу ми помогна да со своите идеи, со својата отвореност. Никој никогаш интересно таму носев од оние дувачи оркестра Гушеви до не знам кој. Сите има многу позитивен однос и кон Македонија, и кон... Зашто е интересно? Они на Македонија не гледаат на еден многу чуден по мене начин. Ние нели стално нешто се противат луѓето, се да, не да, а они гледаат со многу симпатии на земјата, дури сум зачуден зошто. Не само заради албанците, него и заради македонците. Некако као на земја гледаат со една многу позитивна линија имаат. Немаат некаква... Па дури ни кон србите немаат. Овој сентимент тука не доаѓа. Кога го објаснуваме, повторно ни викат, ајде сега намерно го правите тоа за, не знам, еве, поромантично да се гледа. Ама види се, може, ајде погледа го малци од друга страна. Кога се направи тој договор да се отвори културен центар македонски во Тирана, нашите две држави, кои ги ратификуваа договорите и така натака, Албанија требаше да отвори во Скопје. И јас многу често на амбасадорот овдешен му велев немој се ова да го правите за нашите, у наводници. Ке го отворите центарот, као што Бугарија го отвори на плоштад, и вие ќе отворите таму, македонците да се запознаат со вашата култура. Да, повеќе за македонците во суштина. Па не повеќе за македонците, за сите. Да, бидејќи сепак разликите во јазикот, медиумите, ние како албанци тука ги добиваме сите тие информации без ама да. Да не го отвараме тоа прашање за јазикот пошто е ве сваќам, да. Ја имам некои своји ставови кои што се тотално различни од
македонската политика. Јас сум апсолутно да ние као луѓе, као македонци, да го познаваме вашиот јазик. Ја не гледам никаква штета од тоа. Како што мислам? Како сега знам некој јазик од Британија кој што е 100.000 километри далеко од Македонија, ама не знам јазик со луѓе што живеат тука. Еве ја тој јазик сериозно почнав да го учам и не гледам дека нешто што може би е тежок бидејќи е различен, но па тежок и се разбира, меѓутоа по мене ми е напротив интересно, се англиски сите зборат. Да, албански поретко. Една од моите ќерки работи на детска клиника. И велам да го научиш јазикот, утре ќе дојде некоја мајка со дете, албанка, можеби не знае македонски добро да ти објасни. Научи на суштина. И она ме послуша и незините, да. Ја сепак верувам дека, само во едно нешто верувам. Верувам дека можеби една нова млада генерација ќе... Иако имаме сега тука еден проблем, си одат луѓето од Македонија. Веќе не е ни важно дали си албанец, македонец. Заминуваат, на крај ќе останеме една земја која што е само територија. Еве, тогаш, дали ти си еден од тие што заминува од Македонија? Ти не достига ли Албанија сега? Ја кога го, еве ќе бидам искрен, кога го правев списокот на луѓе што сакам барем во почетокот да ги имам на овој разговор, беше меѓу првите и пријатно се изненадив дека си во Скопје, бидејќи мислев нема да те најдам. Дојдов да го гледам филмов од Ѓорѓи Унковски. Да, случајно, мислев дека си во Тирана, па дури мислев дури таму можеби ќе дојдам па ќе снимаме нешто, еве сте тука. И сега, ако си еден од тие што заминува, ти не достига ли Албанија и Тирана? И албанците? Па не, ја тука сум неколку дена и... Сега, повторно, да. Јас не сум во Македонија 5 години. Сум се оддалечил и од луѓе, и од начин на живот, и од... Сум стекнал таму еден нов свет, нови пријатели, нови луѓе. И јас ако сум одсутен од таму 10 дена, мене ми станува лошо овде. Сега ќе скажам, тоа се некои мои лични... Не зборам се за држави, за политики, за... Просто као место за живење. Значи, имаше... Ако би текнува на рускиот режисер Тарковски, тој емигрираше во Италија и го направи оној филм Носталгија. После филмот почина. Немам никаква носталгија. Некако сум го разбрал дека ова е моје место за живот. Ова се луѓето со кои што ја сакам да... Ке земеш ли албанско државјанство? Па ќе оставам нешто нека биде тајна. Ке се лутат ли ако го добиеш, ако го смениш државјанство? Па не, тоа е мој личен живот, знаеш, малце некои луѓе си земаат премногу слобода да кажуваат што треба дента да готвам. Мислам, оставајте тоа луѓето да се... И еве на крај да почнеме, бидејќи веќе сепак вие сте уметник, ценет. Ова го кажуваат музичари што нели ја вреднуваат вашата работа. И бидејќи сме во можност да направиме интервју кое ретко, како што кажав, нели после 12 години, ке видиме ли нешто ново од Златко Ориџански во контекст на уметноста ваша што вие ја правите и дали ова ќе биде повторно поврзано некако со Албанија, со албанците? Па се тој дел не го раскажав. Ајде ќе го раскажем како засебен дел. Зошто ја спомнав Едит Пула. Една вечер бев на некој прием во германската амбасада во Тирана и прием ко прием, нели? И качувајќи се во такси добивам порака од Едит Пула, ми напишала дојди кај гимназијата Партизани. Ќе има убава музика. Беше некаде 22 часот на вечер. И се качив ја од такси, немам појма кај е тоа, први Партизани гимназијата. И одиме во некој дел од Тирана кој што не го познавам.
Тоа би било нешто ако некој ти каже во Скопје дојди кај гимназијата Јосип Проз, речеме, или нешто за да дадеме некаква слика, па позната гимназија. Да. Сега јасно ми е каде, ама тогаш и доаѓам тамо и таксистот вели па бебе овде сме, ова е гимназијата. Знаеш, добро, му плаќам, излегувам, според моите оваква очекувања, мисле дека чекај сега идеме негде ќе свират некој джез нешто, гледам темница, нема никој. Карши некое место, така во зеленило, пишува горе шерифи, некои двајца луѓе играат некоја спортска, гледаат телевизор. Ама го сгрешив, сега не знам како се вратам, немам број од такси. И интересно едниот од тие што играше ме виде вака, само ми направи со раката. Тука десно. Некоја мала порта, ја отварам, мала куќичка. На вратата има клучеви ставено. Не се слуша ни музика, ни ништо. Викам да отворам, да не отворам. Полека отворам. Над мене некој смок виси, викам, кај одиш, човече, кај влезе. Дури се уплаши. Кај негде во некој двор. Ја отвори врата, гледам, нема патики, нема... Свикам, што нема, значи не е нечiji дом. И како што ја отвори вратата, тргна едни свирачи да свират една фантастична музика. Така ги запознав тиранските свирачи. Еден Нефаил Цака и така натака, за да подоцна дознаам дека голем дел од нив свиреле сето време со Муслим Лела. И толку многу се спријателивме со тие луѓе, не знаат еден збор англиски. Ама се некако се разбирате. Значи, не е ни јазикот проблем ако сака да се комуницира. И јас сум на идеја, јас сакам да снимам еден албум со нив. Тоа ми е вака голема желба. И сум во некоја фаза на барање средства за тоа, не од македонското институција се разбира. И тоа би сакал тоа некако ми има една голема смисла. Не знам дали да ја раскажам, ова една моја интимна приказна, поврзана со свирачиве. Еден ден Фатос ми вели, ајде ќе ве носам со твојата жена на ручек. Мојата жена за несреќа во тоа време се разболи од канцер. И тој ми рече, ајде дојдете вечер во Шерифи. И отидовме таму, исто немаше никој надвор. Само Фатос и неговата жена. И влеговме во кафаната, нема никој. Имаше само една маса со 4 столици. И ми рече, имам едно изненадување за вас, и некако 3 пати тропна со рацете и влегоа тирански свирачи. И до Сабајле, до 5 свиреа, само за нас 4. И тоа некако ми е као една... Мојата жена подосна почина. И кога ќе разговаравме со Фатос, тој билеше сакав да ја даеме се што е најубаво на овој свет за последен пат. И како можам да не го сакам тој град после тоа. Добро, со овој момент интимен и емоционален, мислам дека овој разговор би го затвориле, бидејќи ќе расипеме се што до сега кажавте. Јас уште еднаш сакам многу да ве се заблагодарам за овој разговор, за фактот што сепак после толку години сте во едно студио и зборувате искрено, но и за фактот што бевте искрени, емотивен до крај, како што може би и треба да биде еден уметник. Благодарам. Златко Ориџански ми беше чест што беше дел од овој подкаст. Шумфален. Të dashur miq, po përfundojmë kështu këtë podcast, këtë emision të quajtur Rishtazi, është ndër emisionet e para.
Dhe si që kam thënë edhe më herët, Rishtazi do të jetë një platformë e cila do të sjellë rrëfime, do të sjellë biseda aq shumë të munguara në këtë zhurmë të madhe që ndodh në rrjetet sociale, në botën virtuale, ku shpesh besoj që ka rrëfime të cilat mund të na ndihmojnë të gjithëve neve të jemi njerëz më të mirë ose të mësojmë më shumë. Besoj që një shembull i tillë ishte kjo bisedë sot me një nga artistët të shquar të Maqedonisë, Zlatko Origjanski. Mos harroni të na ndiqni në platformat e gazetës Koha, Koha Online, Koha Kasti dhe në kanalin e YouTube-it sigurisht atë timin, por edhe gazeta Koha. Deri herës tjetër, nga unë Azim Rashidi, mirupafshim.